Здраво на сите. Добре дојдовте во модул 3. Значи, досега ги имавме завршено модул 1 и модул 2, кои што поголемиот дел од вас ги завршиле. Надевам дека ве поттикнуваат за да размислувате за понатаму како да ги имплементирате во вашата средина, а токму затоа е креиран модул 3. Дел од она што се научило да го примениме во пракса, односно модул 3 е поинтерактивен дел каде што вие ќе се бара од вас малку повеќе да истражите средината, да сликате некоја неприкладна фотка во врска со пристапноста, односно да сликате негде кај што сметате дека треба да биде пристапно, или да сликате негде можеби каде што фала Богу, некој нешто му текнало да направи, или пак доколку има пристапност, меѓутоа не е соодветна. Например, има рампа, меѓутоа таа е вака, не е со соодветна висина, наклонетост и слично, така да тоа на вас оставам. Значи ќе се бара малце од вас да бидете поактивно вклучени во овој дел, со тоа што затоа претходно тоа што се научило, сега малце повеќе ќе се имплементира. Дали гледате сите? Го гледате презентацијата? Да. Да, се гледа. Така. Значи, како и претходно, сега со ќе ви го поминам преку презентација, а понатаму сите овие задачи, сите овие работи ќе бидат представени во самата платформа што е од Classroom. Исто така на крај доколку сакате, можеме пак повторно да одиме на платформата, меѓутоа гледам дека сте веќе запознаени, дека добро ви оди, така да на вас оставам доколку сакате целова да го поминеме и на платформата. Нема Значи, потреба, јасно. Да. Затоа кажам, на вас оставам, ќе видиме на крај. Значи овде, како што кажав, иако ние веќе сме во делот на освестување, можам да кажам, веќе сме освестени за пристапноста, меѓутоа сега наша задача ќе биде како и другите да ги освестиме. Не е само лесно, сведоци сме дека не е лесно да му се каже на некој ова не е пристапно или ова вака не е, туку да најдеме начини како ние да ја покрениме свеста, како ние да ја разработиме свеста кај луѓето. Со тоа што преку овој модул, значи ќе се стекнете со алатки, соодветни кои што сами ќе ги знајдите на каков начин и каков алат, со какви алатки ќе се здобиете, со тоа што ја сверувам дека ќе наидеме на различни методи кои што се различни, меѓутоа се функционални во секој еден град, во секоја средина. Може би една алатка нема да функционира во Битола, меѓутоа совршено ќе функционира во Кавадарци. Тука најмногу зависи и свеста на луѓето, околината со која што се обкружени и слично. Значи, сето тоа што вие што ќе го споделите сега, ќе биде од вас за вас. Вашето искуство ќе го споделувате со другите ученици. И со тоа што и тие ќе дознаат нови работи во другите градови, кои што може би некои добри практики ќе се применат и кај нас. Сега, значи, вие всушност ќе имате исто така можност да создадете основа за креативно решавање на одредени проблеми. Со тоа што после ова, како што кажав, сами ќе видите да речем обучени, мотивирани, за на крај може би да одите до некои релевантни чинители, како што се кажа на англиски stakeholders, каде што ќе бидете поттикнати, мотивирани за да му придите и да му кажете еве јас имам решение за овој проблем. На почетокот на овој модул јас ги прескокнав прашањата. Само за овој модул има прашања. За тоа што ќе ги одговорите. Значи прашањата се однесуваат само за овој модул. Овој модул има почетни прашања и крајни прашања. Како секој модул што има крајни, меѓутоа тука има воведни со тоа што ќе се мери вашето знаење. Сепак е продолжение од другите модули, меѓутоа може да биде модул сам за себе. Колку и вашето знаење за пристапноста е на повисоко ниво и колку вие сакате тоа понатаму да се развие. Значи, вака овде горе, ако излези некој за да го прифатам, слободно кажете ми, јас може во презентацијата нема да видим. Сега, овде исто така има кратка презентација е за застапување. Тоа значи застапување и тоа значи
да се покрени јавната свест. Ове, значи, ќе си прочитате, да не губиме сега време, и после тоа има и прашање. Значи, тава презентација се состои за застапување, што значи? Тоа значи да се покрени јавната свест, како ние да го направиме тоа и зошто, и на крајот, како да креираме една соработка. Значи, како ние да застапуваме, значи, како да креираме кампања, меѓутоа, со таа кампања, што понатаму, како да развиеме една соработка со оние кои што имат мокта сето тоа да го направат. После презентацијата ќе имате прашање на кои што треба да одговорите, аз повторно ќе ги направам во Word, затоа што видов дека е така полесно. Полесно се пишат одговорите. Понатаму, после тоа, има работни студии, она како case studies, што се каде што ќе има примери, и од примерите вие ќе го извадите контекстот, што вие како разбирате. Има, например, сценарио за јавен превоз. Ќе го прочитате сценариото и ќе кажете на ќе одговорите на задачата. Добро е, сите од вас, првично имав замислено дека може би една да се одбере, меѓутоа добро е сите вие да дадете по некој мислење, односно да одговорите задачата. Како вие би реагирале, како би соработувале со сега за ова прашање конкретно, како би соработувале со локалната власт, како да му придите, за да се направи јавниот превоз да биде попристапен. Како да се направи надвор отворениот простор попристапен. Значи, еве овде има едно сценарио и задача. Како вие би го модифицирале тој јавен простор, што би додале, што би одзеле, и како вие ќе креирате еден план и со тој план би пошле кај релевантни чинители, односно кај stakeholders. Генерално се мисли, значи, во општинските институции кои што работат, меѓутоа како вие би го презентирале тоа. Потоа има во една јавна установа. Има исто така сценарио и како таа јавна, затоа што сме сведоци дека скоро сите наши јавни установи, посебно оние кои што самите родители имаат потреба да кои што имаат деца со попреченост, а често треба да одат и со нив, дека не се пристапни. Што е ваша задача? Значи, како да го истакнете тој проблем? И кому би му ги посочиле овие проблеми? Дали на ова институција, дали на одредено министерство, дали на општина и слично? Како вие би го решиле овој проблем? Значи, овие се конкретни сценарија каде што кај нас многу често се случуваат. Еве веќе затоа што кај нас се измисли само рампа или лифт дека е пристапност, меѓутоа дали е тоа така и дали тие се функционални? Како ние тоа да го смениме и како да му го посочиме на тие кои што се релевантни? Кога ќе се проектира зграда, знаеме дека има некој бум за градење на згради, нели се руши старо, се гради ново, како и да изградено, небитно, не е наше тоа, не сме архитекти, меѓутоа свесни сме како треба една зграда да изгледа, како една зграда треба да направи пристапно. Значи, во кој дел и како да се направат лифтови, како да ги планираат лифтовите. Како вие би пошле, би му сугерирале на одредена компанија која што гради зграда. Дали воопшто би му пришле? Што ве спречува да не појдете до некоја зграда и да му кажете ова не ви е во ред, овде нема пристапност, значи нема доволно ширина, нема лифт, нема рампа и што слично, значи во зависност како вие тоа би го решиле и како би му пристапиле. И тоа така има и за едно работно место, затоа што во поголемиот дел од институциите, доколку нема лифт, не може да се вработи лице, меѓутоа тука се мисли само за тие што се со инвалидски колички, меѓутоа што правиме со оние со другите попречености, како нив да му се возможи да му се отвори простор за работа. Како вие, значи и ова обука ќе важи една за тоа, значи како да се креира пристапност на работно место. Како ние да му креираме, како вие вашето работно место, значи овде сватете го како вашето работно место, вие каде што работите, како вие вашето место да го направите пристапно, за да ги задоволите потребите, како вие да вработите лице со попреченост. Затоа што некој е свесен, меѓутоа некој не е свесен, да му излези во пресрет на лицата со попреченост, за нив да му се олеснат околностите и да бидат тие по-практични, по-активни и да можат активно да учествуваат во дневните обврски. Кога ќе му се дај нив одговорност и обврска, мислам дека може многу повеќе и подобро да ја завршат отколку било затоа што некој му креирал таа можност.
Значи, овде размислувајте како вашата работна средина би ја направиле попристапна. Значи, да не замислуваме, сите доаѓаме од работни позиции, да речам, каде што и како вие тоа ќе го адресирате до надлежните. Како би му пристапиле и дали ќе му креирате едно решение. Исто така, на крај, дали мислите дека работниот простор во вашата земја е пристапен? Ова нека биде во вашата средина, во вашата работна компанија, дали е пристапен воопшто? Ние можеме да работиме со лица со попреченост, меѓутоа ако нашата работна средина не е, веќе тука од одма, од старт, си ги сечиме крилата. Понатаму за што кај нас значи пристапноста? Тука е онај делот каде што вие од вас барам малце по активност. Тоа значи дека вие ќе треба да сликате. Да одите во вашиот град, во вашето мало, во села, во не знам каде, и вие да сликате. Како што ви кажа претходно, да најдете еден момент на пристапност, односно непристапност. Значи, место каде што треба да е пристапно, а не е, место каде што е погрешно пристапноста. Например, овде е вратата, па вам рампата или рампата со некоја погрешна наклонетост, или исто така, па и добро е да се стави слика од позитивни примери. Како треба да се прави, како другите треба да учат. Тука ќе ви направам различни, предпоставам па ќе биде на Word, ќе направам различни Word позитивна и негативна. Значи, мора сега колку да критикуваме, доколку има нешто позитивно, добро е да се пофали. Мора да се пофали за другите да може да учат од добрите практики. Еве сега, значи, кои се критериумите за фотографијата, простор кој што треба да се пристапни, не се пристапни елементи кои постојат, но се неосветлетно поставени и примери за добри практики. Сега, овде ова е како еден совет, како да ги креирате фотографиите. Сето ова ќе ви биде ставено во презентацијата. Значи, например, вие направите си дека денес ќе разгледувам физички пристап и одите само тоа го гледате. После, што би препорачале, например, денес одам на физички пристап да гледам, да сликам, меѓутоа ќе си направам една листа со препораки. Како јас, ево овде сликам сега, погрешна е рампата и сега со препорака. Ова рампа треба да биде вака, треба да биде така. По овие правила, по овие прописи. Ова врата е недоволно широка, лице со попреченост не може да влезе овде. Патеката за лица со слепи почнува овде, завршува овде. Значи, некако многу неприкладно, несоодветно завршува. Тоа ќе го сликаш и убаво е да имате, како што кажав, листа на ваши препораки. Значи, кога ќе ставите сликата на драйвот, на платформата, убаво е после сликата што гледате и кои се вашите препораки за сето тоа да го смени. И што е уште подобро, како вие би му пришли ако се работи за локал, дали вие имате храброст да му придите и да му кажете дека тоа што го направил е грешно и повеќе некорисно отколку корисно. Тоа можеме на наредната средба да го збораме, како да се пристапува кон одредени личности, луѓе, локали, средини и слично. Доколку некој има веќе храброст тоа да го направи слободно, додека ги слика, додека ги прави сите ти работи, слободно одете, меѓутоа доколку некој не се осеќа корисен, може и да пишете во платформата, јас не знам како да одам, па може би другите ќе ви помогнат, или на наредна сесија можеме тоа да го разговараме. Сега, овде се работи за видео, значи не треба вие видео да правите. Овде е моментот како се креира една кампања. Меѓутоа, пред вие да креирате кампања, значи нема да правите видео, треба да го анализирате. Овде има едно YouTube видео каде што ќе треба да го гледате и да одговорите на овие прашања. Како авторот на видеото потребил лична приказна? Кои се клучни елементи тоа според вас? На каков начин видеото е поттикна јавноста? Дали размислувате да ги искористите овие идеи веќе што ви се развија низ модулот, како да преземете вие активно учество за креирање на пристапност. И понатам да се направи еден план за реализација на вашата кампања. Кога ќе ги одговорите овие работи, значи ќе имате веќе наум ваша кампања, како да излезете во пресвет. Оваа кампањата ќе ви служи за пример, анализирате и како понатаму вие ќе се креирате вашата кампања. Секој треба да си има различна кампања, така треба да биде. И на наредната средба можеме да ја
презентираме, значи, и дел од нив можеби ние како порака ќе ги промовираме на нашата страна. Значи ако еве исто така може да ги користите и другите преходните видеа, од преходниот модул што се и тие ако ви служат како мотивација, слободно користете ги, може и нив да ги анализирате и како вие нешто може некогаш и со слика, може и со текст, може со два збора да се допри до јавноста. Како вие поттикнале јавноста за да размислува барем на пристапност. Не мора ништо да прави, меѓутоа да се покрени свеста, барем да размислува што значи пристапноста. Може би вашите слики што ќе ги сликате, ќе ви излезе некој слоган. И некогаш и тоа е доволно за да се креира една кампања. Ова само значи идеи ви кажувам и ви стојам на располагање за се едно ќе ви дојде на идеја. Тука е добри практики. Тука исто така ќе ве мотивирам да споделите со ваш примери за успешни кампањи. Сега овие неколку ние ги споделивме, значи од Португалија, еви од Македонија, меѓутоа доколку вие знаете некоја успешна кампања за пристапност, слободно значи ќе ја споделите со линкот, ќе ја гледаме и да размислувате, односно да одговорите на прашањата како таа кампања е ефикасно, кои се главните пораки, како действува кампањата, односно како кампањата е поттикнува јавноста. Она што пак ќе кажам, пак ќе ве наврати на вашата кампања, пошто вие се чекори напред-назад. Значи, ако нешто ве поттикни, па вратете се повторно на вашата кампања. Кој слоган доди, може би сте мислели еден слоган, меѓутоа друг. Ќе ви дојде друга идеја за кампања. Се што ќе ви дојде се значи да си ставате тука на листот. Јас можам па и на сите различно да ви отворам, да секој слободно да се креира кампањата и секој еден да гледа, да дава совети на другиот како може, што може да се поправи, да се доправи, да се направи сите тие работи. Ви стоиме значи ви стоим на располагање јас и како порака, да речам понатаму за споделување на сите тие кампањи, пошто и тоа е еден многу позитивна практика од ова вие што го научивте, сега што можеме да излезе да речам во јавност. Ова што го научивте, сега да се сподели во јавноста. И овде се овие чекорите понатаму за да се креирате работен план за креирање на една кампања. Што сакате да постигнете? Како да ги идентификувате? Која е вашата целна група? Која е вашата и целна публика? Значи, за која целна група ќе работите, меѓутоа која е целна група? Името на вашата кампања, дали има некој одреден датум, одредено значење? Тој е одреден, и зошто баш тој која е главната порака, онлайн видливост, како ќе соработувате со учесниците, што на крајот. И ова на крајот можеби кампањата ќе ве поттикне да размислувате да соберете некои средства. Не знам зашто ќе се работи, меѓутоа овде затоа не е задолжително. Ове работи што не се задолжителни, ако не е освен ако е само за покревање на свест, окей, меѓутоа ако е на начин да се покренат одредени средства, тогаш ова е многу битно прашање за вас. Како ќе обезбедите, например, дали преку донации, дали сакате да покрените кампања за покревање на свеста на пристапност, меѓутоа немате средства и сега преку одредена кампања вие ќе прибирате донации за да се направи некоја средина попристапна. Не знам, да се направи, не знам, брајово писмо или да на знакове, нешто да се направи, меѓутоа тоа на вас остава. Кој што кажав, може од сликите што ќе ги сликате, може само еден слоган да ви излезе и да допрете до многу повеќе луѓе од колку што сте мислеле, што сте претпоставувале. Така да се ова на вас остава. Затоа и овај пат е малце поактивно, да бидете малце поактивни и кога ќе излезете од дома, простора да го гледате дали е пристапен или не. Вака само на тоа ќе ви делува, на тоа ќе да почнете да размислувате. И на крајот нормално има еден прашалник за евалуација, како што кажав, на почетокот има почетно, колку знаете, колку сте запознаени со пристапноста, јас веќе ви ја презентирав, и колку вие на крајот научивте после ова, колку сте сега свесни отколку почнавте да сликате, отколку почнавте да ја креирате кампањата, колку вие почнавте да бидете свесни за пристапност, отколку претходно и според ова научено. Дали ви е јасно? Да. Како ви изгледа овој пат? Страшно, не мислам дека е страшно, само што затоа викам овај пат
ќе биде од вас за вас. Затоа кажав, сите што ќе постирате, слободно да си гледате помеѓу себе и слободно да коментирате. Вау, браво, си, јас мислам ова да додеш, јас мислам ова може вака. Значи, самите себе да се поттикнувате, да си пишувате, за да заедно треба да работиме. Значи, не е ова еден проблем на едно. Знам дека сме сите различни. Јасно е, само малце предизвигние. Така. Ќе гледаме да дадеме се од себе, да видиме како ќе биде. Да, има една недела, така да се надевам и јас верувам дека ќе направите како што треба. Овај пат ова е најмал, да речем, модул, ама затоа што има не повеќе задачи, можам да кажам, кои што зависат од вас. И морав малце да ве мрдам, да не биде само да читате, само да гледате, само да учите нешто, вака малце да се излези на терен, да се размрдаме. Макар и одењето од дома до работа, мислам дека ќе биде доволно за да се види колку е непристапна средината или пристапна, не знам. И пак да ве прашам како ви изгледа. Дали ви е изводливо? Зошто да, зошто не? Може јас малце? Да. Вака сега јас овде пошто праша, јас би додал малце поќе дискусија, размена на мислења. Ова е Сега или интересно. во модулот? Така. Сега или во модулот да додајме прашање за дискусија? И пошто работата ми е поврзана секој ден со препреки, со менување на одредени физички бариери и тоа, ги гледам и добрите и лошите страни, така да мислам дека поќе фали муавет. Што кој? Ние помеѓу нас или? Да се отвори дискусија конкретно на одредена тема, бидејќи вака некако ми изгледа многу суво. Добро, јас ќе отворам еден документ, можеме да направиме дискусија и наредниот модул, пошто вака имам јас значи ограничено, едниот дел, првите 40 минути може да не биде за дискусијата, а вторите 40 минути може да биде за воведот во модул 4. Јас исто така затоа викам, значи ќе ми кажеш точно каде е дел за дискусија, меѓутоа јас ова го мислев поќе за интерактивно. Прво да направите нешто, да видите како ќе биде и па после може да се направи дискусија. Зошто било тешко? Пошто овде затоа кажав е интерактивно, меѓутоа јас ќе отворам документ за интеракција, за дискусија. И после таа дискусија можеме и вака само на еден состанок да ја дискутираме, како што кажав. Нешто да се додаде и другите кои мислат може некој не се изјаснил, еве јас да видам што како. И после можеме да си го тераме модул 4. Значи 40 минути, ако подолга дискусијата, можеме и два пати по 40 дискусии, после 40 модул 4. Да видиме како ќе биде. Пошто луѓето вистински се среќаваат со проблеми, на тие проблеми ретко кој да му обрни некој внимание, и тоа ќе му обрни внимание во крајна нужда, колку да се извои од ситуација, проблемите и понатаму постојат за ними. Така, затоа реков, значи, како од овие активности, што, значи, овие што беа case study што се, што вие би презеле? Како вие би презели? И на дискусијата да биде, значи, нели ви кажав, имате задача, веќе имате задача, еве, како да се креира пристапно место, како вие би му пришле на вашиот предпоставен, на вашата установа, како да ја направите, дали е тоа изводливо или не, може би ќе добијате совети од другите како тоа да го направите. Сега, тука истото, значи, после ова обука, значи има сега модул 3, после има модул 4. Нема да има модул 5, меѓутоа ќе има состанок. Пети, да речам, состанок, каде што ќе разговараме што понатаму, значи да не остани тука за да речем ова се што ќе го напишавме, туку што понатаму, кои ќе бидат конкретни чекори. Значи се ова сега што ќе го напишите, јас ќе одам ваму, вака ќе речеме, дали некој конкретно навистина ќе се заложи, се тоа што ќе го напише дека да јас ќе одам до надреден, да јас ќе одам до таа институција, дали е изводливо да се направи.
И дали некој тоа ќе го направи. Значи, ние после оваа обука остануваме во контакт за да ве мотивираме сите заедно да делуваме. Значи, ова тука нема да остане. Ова е вас да ве поттикнам како да ги решавате одредени проблеми, како да одите до институции. Меѓутоа, на последниот состанок е колку од тие чекори што ги имате напишано се изводливи, колку од тие чекори ќе бидат преземени во вистинско време. Затоа кажав, јас ќе додам и дел за дискусија, да си споделите ваши искуства, значи се што ви лежи слободно да додајте, можеме и уште еден состанок да имаме, меѓутоа петиот состанок ќе биде конкретно за следни чекори како ние да ги преземиме. Тоа уште од првиот час го имавме напоменато. Значи се 4 модули, ама 5 состаноци. Добро. Па сега ќе видиме, затоа јас ќе ве отворам дел за дискусија, посебно после сликите, да видам што после на вас разви и може дискусија после кампањите да направиме, пошто тие се двете различни. Доколку некој нема идеја, а види другите учесници дека имат интересна кампања, слободно може да кажете дека ќе се приклучите. Значи, да соработувате помеѓу себе. Меѓутоа да видиме, да се стави се на хартија, па да видиме како ќе изгледа сето тоа. Значи, од вас сега се бара само, да ги истражите овие студијата, што се case studies, да дајте ваше мислење како вие би направиле пристапност, да сликате и да направите план за кампања. Значи, генерално во овој модул се само тие 3 активности што треба вие да ги средите. Друго нешто? Значи, можеме тука да... Нешто сега ова ми текна нешто. Како, Само например, се 3 минути. како, например, јас би го сликал на ситуација ваква. Значи, нема луѓе да сликате. Не, вака сега, не може да се слика тоа треба да го доживееш мизеријата на нашиот човек, треба да доживееш. И како ќе сликаш? Викаш такси. Иди такси и гледа човек дека треба да влезе со количка. И тој неки да вози човек за видео, тука може и видео да се направи. Како тие видеата, кампањите што ги видовме. Значи, тука и не мора слика. Слободно и видео сликајте. И тој заминва и јас вика не ве возам. И ние се буниме негде. Така? Добро. Значи, тоа е супер видео за кампања. Тоа е супер видео за кампања. Кажи, како ќе го направиме? Па затоа се сега овие чекори тука и таа кампања... Како ќе го направиме видео? Ќе излези колата, ќе излези компанијата, ние после се јавуваме кај газдата вика, тоа не е моја работа, таму има некакви шофери. Добро, и затоа тука има институции кои што ќе одиме понатаму. Затоа викам, значи, сега да го разглобиме тоа, па понатаму ќе видиме каде со нашите работи, кој свест ќе покрениме и како ќе делуваме понатаму. Имаме приказни. И жално е сето тоа да не го... Има приказни, има илјадници само. Не се нека се замати, само нека пиши такси со, не знам, со некој формат тука, меѓутоа мислам дека може се да се изведе. Се може среќа или не среќа, сега ова е среќа во несреќа, што кај нас има многу приказни, мислам дека овај дел кај нас ќе биде поуспешен од кај партнерите. Меѓутоа да го направиме тоа во предност, да си го искористиме. Како понатаму, затоа ние ќе крениме кампања, меѓутоа ќе кажеш, јас со ова видео одиме во општина, одиме во таа институција, одиме, ме разбирате, значи да се поттикниме самите себе некој нешто да преземи, од нас треба се преземи. Ете, уба, верувам дека ви напред малце повеќе да размислувате, така да ќе се договориме за нареден пат дали ќе имаме дискусија па состанок, за да го доизвадиме ова, пошто верувам, мило ми е што ве натерав на така на размислување. Може би само да се исклучи, така да мило ми беше што се видовме, да не ве држам поќе, ако сакате можеме уште малце да се поседим. Дефинитивно не стави во размислување. Да. Не замисли. Мило ми е. Така да оставува малце да се размрдате неделава.
Да, да, Ќе да, ве да, чекам. баш. Добро. Ти благодариме. Пријатен ден. Фала ви Убав вас, ден. пријатен ден. Да. Пријатно паплане да си Поздрав. имате. Поздрав. Поздрав. Фала, Пријатно. поздрав.